Вторден ден на жалост го гледате најновото издание на регионалните вести. Со највисоки почести денес во Гостивар беше погребан Горан Илиевски, припадник на единиците за брзо распоредување, кој го загуби животот во саботните престрелки во Куманово. Гостивар вторден во црно. На градските гробишта денес беше погребан Горан Илиевски Мече, кој загина во антитерористичката акција на безбедносните сили во Куманово како припадник на единиците за брзо распоредување. Река од народ му одаде последна почит на загинатиот бранител кој беше погребан со највисоки почести. Неизмерна е тагата и болката за твојата трагична и прерана смрт, која кај нас, твоите колеги, другари и соработници во Министерството за внатрешни работи предизвика чувство на огромна тага и неспокој. Немо споделувајќи ја болката со твоето семејство, навираат спомените за заедничко работење и секојдневно дружење со тебе. Започнато во 2002 година, кога за прв пат ја облече полициската униформа како припадник на Министерството за внатрешни работи и стана дел од единицата за брзо распоредување. Илиевски животот го загуби на 41 годишна возраст, а зад себе остави жена и малолетно дете. Гостивар ќе го памети како еден од главните иницијатори за возобновување на манифестацијата Богојавление Водици во градот. Вчера на селските гробишта во Зубовце беше погребан Ненад Серафимовски, припадник на специјалната единица Тигри, кој исто така го загуби животот во престрелките во Куманово. Во Македонија е вторден на жалост, знамињата се на половина копија. Nishani! Oga! 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 Počesten pozdrav! Министерството за здравство соопшти дека здравствената состојба на 20 припадници на безбедносните сили на Македонија, кои се хоспитализирани на хируршките клиники во Скопје, е стабилна. Според соопштението во градската општа болница 8 септември се згрижени 9 припадници на безбедносните сили на Македонија, при што сите се во добра здравствена состојба и се очекува во текот на денот најмалку 20 од нив да бидат пуштени на домашно лекување. Вознемирени и револтирани жителите на Дива населба полека се враќаат дома. Бројот на полициски возила е се помал низ градот, ги има само на влезот на Куманово и пред Дива населба. Урнати се десетина куќи, а жителите рекле дека бројот на урнати и уништени куќи е многу поголем. Се уште е присутен мирисот на барут и чад. Жителите се исплашени, раскажуваат дека тие се криеле во подрумите и слушале пукотници и трчања низ нивните куќи. Во моментов таму нема струја ни вода, бидејќи гранатите ги имаат уништено електричните столбови. Насекаде има траги од крв. Скопскиот основен суд на 30 приведени членови на терористичката група им определи мерка притвор во трајање од 30 дена. Станува збор за 18 лица државјани на Косово, 2 лица државјани на Македонија со привремен престој во Косово, 9 лица државјани на Македонија и 1 лице албански државјанин со престој во Германија. Повеќето од нив соопштиле дека во Македонија се влезени на илегален пат. 23 лица, како што стои во соопштението, заради основано сомнение дека ги сториле кривичните дела терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, здружување заради непријателска дејност, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. Останатите 7 лица заради основано сомнение за кривичните дела терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста и здружување заради непријателска дејност. Председателот на Македонија Ѓорѓе Иванов денеска уствари средба со американскиот амбасадор Джес Бейли, евроамбасадорот Иво Орав, вршителот на должноста шеф на мисијата на ОПСЕ Маријане Берец, шефот на канцеларијата за врски на НАТО капетан Румен Радев и амбасадорот на Турција Омур Шолендил.
како НАТО контакт амбасадор. На средбата председателот ги информирал соговорниците за вчерашната седница на Советот за безбедност, при што биле разменити информации и мислења за последните случувања во Куманово и безбедносната состојба во Македонија. Иванов посочил дека се дадени конкретни насоки за соодветно постапување на сите институции на безбедносниот систем со цел да се спречи евентуално ескалирање на тензиите и дестабилизација на државата. Иванов уште еднаш ја истакнал потребата за поддршка од меѓународната заедница во интерес на стабилноста на Македонија, како и стабилноста и безбедноста на целиот регион. Тој побара и да се вложат максимални напори со цел деблокада на евроатлантските интеграции. Последните политички случувања во државата се резултат покрај другото и на долготрајната статус-кво ситуација во однос на евроатлантските интеграции, која остава простор за најразлични обиди за дестабилизација и за разни видови шпекулации. Еврокомесарот за проширување и добрососедска политика Јоханес Хан изјави денеска дека има 3 пораки за Македонија. Првата според него е дека сите се загрижени за тоа што се случи во изминатиот викенд. Второто дека ги повикува сите инволвирани страни и политички партии да соработуваат за разјаснување што се случи, кој е одговорен и да действуваат на вистина обединето за прашањето. Хан како трето порачува и дека настанот не може и не треба да го сврти вниманието од сериозната политичка ситуација во земјата и ја повикува власта и опозицијата да ја решат кризата и да започнат да соработуваат. На настанот, како што нагласува Хан, не треба да се гледа како на можност да се напушти решението за фундаменталниот проблем со кој се соочува земјата и секако нападот не треба да се користи за дополнително комплицирање на ситуацијата и создавање меѓуетнички тензии. Хан порачува дека одговорните луѓе во Македонија и сите останати земји во соседството треба да реагираат посветено, обединето и одговорно. Демократската унија за интеграција одржа седница на Централното председателство. Сите органи на ДОИ одблизу ги имаа следено сите случувања во Куманово на 9 и 10 мај 2015 година и биле во постојан директен контакт со населението на Куманово и Липково, со ограноците и локалните совети на ДОИ во овие две општини, со локалната, законодавната и извршната власт, како и со соодветните институции, стои во писменото соопштение на Демократската унија за интеграција по одржувањето на денешното Централно председателство. ДОИ смета дека настаните во Куманово и Гошинце, но не заборавајќи ги другите безбедносни инциденти во последниве месеци, не се во согласно со нивните стратешки определби и не се од интерес и определбата на албанската нација во земјата и регионот. ДОИ изразува искрено сочувство до семејствата на загинатите во вооружениот судри во Куманово и им посакува побрзо закрепнување на повредените. ДОИ гарантира дека државните институции ќе им помогнат на жителите во населбата за материјалните штети. ДОИ исто така ќе се ангажира за транспарентен, истражен и судски процес за инволвираните во судирите на 9 и 10 мај во Куманово, стои во писменото соопштение на Демократската унија за интеграција. Реката Пена во неколку наврати месецов се излија во долниот дел на Тетово. Понатамошното топење на снегот на Шар планина уште повеќе ќе го зголеми водостојот на Пена, велат од Тетовската противпожарна единица. Поради ризикот од поплави од Тетовската противпожарна единица вела дека заедно со Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување општина Тетово постојано следат состојбата, чии екипи се мобилизирани во случај на поголемо изливање на реката. По прв ред, значи, луѓството е мобилизирано, значи, вработените од противпожарната единица Тетово, значи, исто како и кај Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, значи, поседуваме пумпи, поседуваме опрема, тоа што треба. Експертите велат дека ризикот од наводнените води е голем, затоа што коритото на реката, кој е изградено да го заштити градот од поплави, со години назад се узурпира со изградба на разни објекти. Коритото на реката, нели со мајор корито и минор корито и мајнор корито е проектирано да ги прими тие големи води. Но разните интервенции во урбанистичките планови, разните интервенции ван стручните лица доведуваат до ова да веќе во Тетово ние немаме мајор корито, делумно, само минор коритото го имаме. Дополнителен ризик е неодржувањето на решеткастите брани во горниот тек на реката Пена, кои во случај на големи поплави треба да ги запрат на носите од камење и земја, вели професорот Палоши. Да се одржуваат, тие се да се расчистат, да не дојде до ситуација да водата ги подлока темелите на браната, за да дојде до нивно разрушување.
Од општина Тетово се оградуваат од одговорноста за узурпација на коритото на Пена. Велат дека објектите до оштечението на реката били изградени за време на претходната локална власт. Од Министерството за животна средина, надлежни за одржување на реките, велат дека постои можност да издвојат средства за реконструкција на браните, но претходно треба општина Тетово да изработи проект за вакви градежни зафати. Но засега локалната самоуправа нема никакви најави за обнова на браните, кои со децении се оставени на забот на времето. Физичката активност и спортувањето се од големо значење за физичкиот развој на децата, но и за превентива од болести кај возрастните. Во насока на промовирање на физичката активност под мотото "Движи се за здравје", мај се одбележува како месец на спортот. Под мотото "Движи се за здравје" се одбележува мај месецот на спортот. Физичката активност и спортувањето се од големо значење за физичкиот развој на децата, но и за превентива од болести кај возрастните. Лекарите предупредуваат дека во последно време се повеќе загрижува порастот на хроничните болести, што се директно поврзани со употребата на нездрава исхрана и недоволната физичка активност, како што се кардиоваскуларните болести, мозочниот удар, дијабетот, некои видови рак, респираторните болести, дебелината и друго. Овие болести може лесно да се превенираат, но за тоа е потребна промена на навиките. Физичката активност треба да е присутна кај сите возрастни групи, затоа што придобивките се многу бројни. Човекот е создаден за движење, за физичка активност. Историски гледано, за да преживее човекот, основен услов биле физичките предиспозиции. Денеска, за жал, таа тенденција е во обратна насока. Техничките достигнувања и те како го олеснија човечкиот живот, го подобрија, да речем, човечкиот живот, но од друга страна не втурна во брз, динамичен живот, исполнет со стрес, а за намалување на стресот, односно влијанието на физичката активност е многу голема. Последиците од таквиот живот, може би имаме повеќе слободно време сега со тие технички достигнувања, но и младите, но и повозрастните предпочитаат тоа слободно време да го искористат со работа на компјутер или пак гледање на телевизија. Таквиот живот придонесува за зголемен дијабетес, зголемен крвен притисок, дури може да дојде до остеопороза, знаеме со остеопорозата и фрактури, зголемен крвен притисок, мозочни удари и некои други несакани болести. Од тоа можам да кажам дека физичката активност е итекако важна, посебно за младите, но и за возрастните. Кога се поставува прашањето која физичка активност е најдобра да се одбере, ја би рекол дека секоја физичка активност е добра во зависност од тоа кој организам колку е подготвен. За почетниците би предпорачал првите тренинг сесии да им траат 15 до 30 минути со блага умерена срцева работа од 60 до 70% од максималното ниво, со тек на време, со повеќе тренинзи, односно подолг временски период, може обемот и интензитетот да се зголемува. Истражување реализирано во 2012 година во Скопје покажа дека 6% ученици на возраст од 16 години воопшто не спортуваат. 6,6% само неколку пати годишно, 12% спортуваат еднаш до 2 пати месечно, еднаш неделно спортуваат 34%, додека секојдневно 41%. Но за разлика од физичката активност, 78,6% ученици секојдневно користат интернет за забава, а 13,5% барем еднаш неделно, покажало истражувањето. Според анализите на СЗО се смета дека 31% од светската популација се физички недоволно активни, додека кај возрастните овој процент изнесува 60%. Па како што кажав, сметам дека и нашиот народ ја има таа тенденција кон се помала физичка активност, кон се помало движење, но затоа сме ние, професорите, наставниците по спорт и спортски активности, односно во основното образование, физичко и здравствено образование, да им го всадиме таа идеја на учениците, на децата, да повеќе се движат, повеќе се рекреираат. Ние во нашето училиште, професорите по спорт и спортски активности, покрај часовите што ги имаат задолжителни, сметаме дека тоа е малку за нивната возраст. Организираме и спортски манифестации надвор од нивното образование. Решението за да се има здравствена, социјална и економска корист кај сите возрастни групи е да се практикуваат физички активности барем 30 минути секојдневно.
После нестабилното време во викендот што измина, метеоролозите од утре со поволни временски прогнози. Утре не очекува претежно сончево време со умерена облачност, а веќе од среда следува целосна стабилизација на времето. Најтопло ќе биде во петок со максимални температури до 35 степен Целзиусов. Врнежите од дожд и падот на температурите ќе бидат дел од временската прогноза уште денес. Веднаш по нестабилното време во викендот што измина, метеоролозите од утре со убави временски прогнози. Денеска предпладне беше претежно сончево со локална облачност, а веќе попладне следуваше зголемување на облачноста и преовладуваше умерено облачно време. Попладне исто така постоја услови за локално понекаде да пророси, а послаби врнежи се очекуваа во делови од источна и југоисточна Македонија. Максималните температури беа од 12 до 22 степени Целзиусови. Веќе од среда следува период на стабилизација на временските услови. Минималните температури ќе се движат од 5 до 14, а максималните ќе се движат од 16 до 26 степени Целзиусови. Според метеоролозите пак од среда до петок не очекува константен пораст на температурите. Најтопло ќе биде во последниот ден од оваа работна недела, кога се очекува дневните температури да достигнат до 25, односно до 35 степени Целзиусови. По престрелките во Куманово за време на викендот, војската на Србија го покрена нивото на борбена готовност и е подготвена да го зачува незиниот територијален суверенитет и интегритет, порача синоќа српскиот министер за одбрана Братислав Гашиќ во текот на обиколката на базата Цворе на границата со Македонија. По информациите дека во терористичката група имало и косовски државјани, Косово ја засили контролата на границата со Македонија. Од доцна синоќа на граничниот премин Хан Елези Блаце распореден дел од косовската специјална единица РОСУ, а друга група е на граничниот премин кој ги поврзува Косово со Србија и Македонија во близина на Гнилане. Ова одлука синоќа на средба ја донеле косовската претседателка Атифете Јахјага, премиерот Иса Мустафа и министерот за внатрешни работи Скендер Хисени. И министерот за внатрешни работи на Република Српска Драган Лукач изјави дека постои потреба полицијата на Република Српска да остане во зголемена готовност заради терористичкиот напад во Куманово, бидејќи не може да се исклучи можноста ситуацијата од Македонија да се прелее надвор од незините граници, па дури и во Босна и Херцеговина. Унгарија може да ја врати смртната казна само доколку излезе од Европската унија, изјави поранешниот претседател на Европската комисија Жозе Мануел Барозо, како одговор на изјавата на унгарскиот премиер Виктор Орбан. Обновувањето на смртната казна е едноставно невозможно за членка на унијата. Дебатата по тоа прашање одамна заврши, додаде Барозо, кој од редовите на истата десноцентристичка партија, Европската народна партија, како и премиерот Орбан. Унгарскиот премиер неколку пати влезе во вербален судир во Брисел по прашања поврзани со фундаменталните вредности на унијата. Тој минатиот месец, коментирајќи го убиството на трговец за време на вооружен грабеж на продавница, изјави дека прашањето за смртната казна треба повторно да се постави на дневен ред на дебата во Унгарија. Основачот на Викиликс Жулијан Асанж останува во притвор откако шведскиот врховен суд ја отфрли неговата жалба да го поништи решението за неговиот притвор поради обвинение дека извршил сексуален напад. Асанж кон средината на април се согласи да биде испрашан во амбасадата на Еквадор во Лондон во врска со обвиненијата за сексуален напад. Тој во еквадорската амбасада е од јуни 2012 година за да избегне екстрадиција во Шведска поради обвинението за напад на две жени во 2010 година, обвинение кое тој го отфрла. Основачот на Викиликс се плаши дека британците би можеле да го испорачаат во Шведска, а тие пак во САД каде би можело да му биде судено за издавање доверливи информации, кога пред 5 години објави американски војни дипломатски документи. 2 лица загинаа, повеќе од 20 лица се повредени, а многу куќи се оштетени или уништени од силната бура што го погоди градот Ван на североистокот од Тексас. Од локалната пожарникарска служба истакнуваат дека околу 30% од градбите во овој мал град претрпеле штета или се целосно уништени, пренесоа американските медиуми. Силниот ветер, веројатно торнадо, ги носеше покривите од куќите и соборуваше дрвја во близина на Дентон, 70 на километри северозападно од Далас, каде се формира
и воден брзак предизвикан од поројните дождови. Во спасувањето на најзагрозеното население учествуваа и 2 хеликоптера. Денес имавме променливо време наместа со врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 5 до 15, а дневните од 12 до 22 степени Целзиусови. Утре предпладне ќе биде претежно сончево со локална облачност. Попладне ќе има зголемување на облачноста. Постојат услови за сосема слаби локални врнежи од дожд. Утринската температура ќе се движи од 6 до 12, а дневните од 13 до 19 степени Целзиусови. Го следевте најновото издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието.